Управата за јавни приходи ги чешла приходите од странство на нашите печалбари, но и на тие тука кои имаат приливи од работа за странство. Намета во првата фаза се приливите за периодот од јуни до крајот на 2020 година, а ќе се проверуваат и приходите од 2021 година до сега. До нашата редакција реагираа граѓани кои се изненадени дека добиле решение за плаќање данок за 2020 година. Од ОЈП потврдуваат дека прават проверки. Контролите покажале дека во периодот од јуни до декември 2020 година околу 4000 физички лица кои имаат остварено доход кој подлежи на одоночување го немаат пријавено и платено данокот. Целта на ОЈП е физичките лица првенствено доброволно да се усогласат и да поднесат соодветни електронски пресметки. Секако доколку некој покрај повикот на ОЈП не се усогласи, ОЈП врши генерирање на службени пресметки и носи решение за утврдување на данокот. До овој момент 462 физички лица доброволно се усогласиле и пријавиле данок во износ од 3.925.678 денари или 63.832 евра и платиле данок во износ од 2.592.483 денари или 42.154 евра. Од страна на ОЈП утврдено е данок во износ од 349.193 денари или 5.677 евра за 48 физички лица. Токму и директорката на ОЈП вчера како една од причините за пониска наплата на персоналецот за 2025 година ги посочи граѓаните кои времено работат во странство, кои ако се даночни обврзници во Македонија ќе треба да платат 10% на своите приходи. Тоа се пред се приредувачите на игри на среќа и приливите од странство, од даночевите приходи што граѓани на Република Македонија ги остваруваат од странство. Значи, од тие области каде што сме фокусирани, направивме доста анализи и проверки, со вкрстување на податоци, каде што ги забележавме тие трендови кои што ги посочив, и сега имаме активности пак од со постепено засилувачки карактер. Значи, но кои граѓани треба да платат 10% данок, односно кои приливи подлежат на одоночување? На одоночување подлежат приливите од странство кои ги оствариле физичките лица по основ на доход од работа, плата, хонорари, интелектуални услуги, фриленс, доход од закуп, вклучително и преку платформи како Airbnb и Booking.com, капитални добивки, продажба на имот, криптовалути, хартии од вредност и друго, доход од капитал, дивиденди, камати, други финансиски приходи, авторски права, добивки од игри на среќа, како и друг вид доход. Од ОЈП објаснуваат дека приливи од странство кои не подлежат на одоночување се приливите добиени по основ на подарок, семејна поддршка или трансфери преку Western Union, RIA, MoneyGram и слични сервиси.